In Touch со доктор Чарлс Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на In Touch, мудрост за испитите во животот. Едно од најчестите поставувани прашања е ова: зошто Бог, кој е татко полн со љубов, им дозволува на своите деца да поминат низ такви страшни искушенија, болни, тажни испити? Зошто тој го прави тоа? Ние велиме дека тој е семоќен и дека е Бог на љубовта. И ако тој е Бог на љубовта и Бог на семокност, што значи дека тој ја има сета моќ? Тој треба да не сака доволно за да ни дозволи тоа да се случи. И ако тој навистина не сака, зошто дозволува тоа да се случи? Дали тоа едноставно се случува, односно дали тој создал се, заминал и само дозволил работите да се појават, или тој има некаква врска со тоа? Размислувам за сите торнада, например, поплавите, сите болки во срцето, оптоварувањата и испитите низ кои поминуваат луѓето. Каде е Бог во сето тоа? Има одговор во Словото Божјо. Тоа е единственото место каде што можете да го добиете вистинскиот одговор. Луѓето имаат секакви одговори. Ке речат: Бог го создал светот, а потоа си отишол и дозволил сам да се одбива како што ќе избере. Некои луѓе би рекле: па не знам што се случува. Тоа не прави никаква разлика. Тоа само се случува и еве не, ние сме некакви жртви. Тоа не е вистински мирен, спокоен, корисен вид на став. Значи, што вели Божјото Слово за искушенијата со кои се соочуваме јас и ти? Сакам да свртите во глава 1 во Јаков, бидејќи тој се занимава со целото прашање за соочување со овие испити во нашиот живот и тоа мудро соочување со нив. Кога прв пат ќе почнете да го читате ова, ако не бе верник, веројатно би го прочитал овој втор стих и би рекол: исклучете ме мене, затоа што нема шанси да го направам ова. Значи, погледнете во Јаков 1 и сакам да забележите дека можеби изгледа дека тој зборува за 3 или 4 различни работи, но тој зборува за истото. Јаков, слуга на Бог и на Господ Исус Христос, до 12 племиња кои се распрснати. Поздрав! Тој зборува за сите евреи кои биле расејани и расширени низ целиот свет поради нивното заробеништво и така натаму. Тој вели: сметајте го сето тоа за радост, браќа мои, кога ќе наидете на разни искушенија, знаејќи дека испитувањето на вашата вера произведува истрајност, а издржливоста нека го има својот совршен резултат, за да бидете совршени и целосни, без никаков недостаток. Но ако на некој од вас му недостига мудрост, нека бара од Бога, кој на сите им дава великодушно и без прекор, и ќе му се даде. Но тој мора да бара со вера без никакво сомневање, зашто оној што се сомнева и како морски бран управуван и фрлан од ветровите, таков човек не треба да очекува дека ќе добие нешто од Господа. Човек што се двоуми е нестабилен на сите негови патишта, но братот кој е на пониска положба треба да се фали со својата возвишеност, а богатиот треба да се фали со својата понизност, бидејќи богатството е миливо како цвет од трева. Зошто сонцето изгрева и со својата жега ја исушува тревата, цветот паѓа и убавината на незиниот изглед исчезнува. Така ќе бе овене и богатиот во својот пат. Блажен е човекот кој издржува искушение, зашто штом ќе биде проверен, тој ќе добие венец на животот што Господ им го ветил на оние кои го сакаат. Сега, како што реков, изгледа дека тој зборува за 3 или 4 различни работи, но не. Тој дава изјава во овој прв дел од оваа глава, што мислам дека повеќето што го читаат за прв пат или можеби неколку пати, би рекле: сега, почекај малку, дали тој навистина мисли дека јас треба да се радувам кога ќе наидам на разни искушенија? Со други зборови, можеме да кажеме радост или да кажеме вака: испити и солзи, испити и болка во срцето, испитувања и оптоварувања, испити и отфрлање, испити и страдања, но испити и радост, тие две не одат заедно. Тие не одат заедно освен ако не го разберете Божјото гледиште за тоа што е животот. И така, кога ја гледам оваа глава, сваќам еве што вели тој и го кажува ова конкретно и јасно. Сметајте го сето тоа за радост, браќа мои, кога не, ако наидете, туку кога ќе наидете на испити и кога вели забележете разни искушенија, тоа покрива се, секакви потешкоти, страдања и искушенија низ кои минуваат луѓето.
Тој вели, кога ќе наидете на нив, да, наидете на нив значи дека тие доаѓаат врз вас. Со други зборови, некогаш ненадејна ситуација, не нешто што нужно ќе си го нанесете на себе. Кога ќе го направите тоа, тој вели дека треба да се радуваме, а кога зборува за радост, тој не зборува за тоа среќно, несериозно чувство. Тој зборува за внатрешно чувство на смиреност, тишина, мир, спокојство и сигурност, што е многу повеќе од само ракоплескање и велејќи дека сум среќен што поминувам низ ова искушение, воопшто не зборува за тоа. Нешто многу, многу подлабоко од тоа. И ако забележите како го кажува ова, тој вели, сметајте го сето тоа за радост кога ќе наидете на овие искушенија, знаејќи дека нешто се случува. И така, тоа е она нешто. Внимавајте, тоа е она што јас го знам за време на овие испитувања и додека овие испитувања доаѓаат, тоа ја прави разликата дали ќе можам да преживеам или не. Значи, сите ние би можеле да размислуваме за некакво искушение низ кое сме поминале. Мислам на луѓето кои поминале низ толку многу искушенија кога станува збор за физички и природни несреќи што се случуваат, дури и сега, додека зборуваме. И тие имаат причина да се сомневаат. Чекај малку сега. Како да се радувам на сето ова? Каков е мојот став? Каков е правилниот став кога јас и ти поминуваме низ овие искушенија во животот? Кога размислувам за тоа што вели Бог во овој пасус и го поставувам прашањето. Најпрво тој вели: сметајте го сето ова за радост. Потоа изгледа како да ја префрла темата на мудрост. Тоа не ја менува темата. Еве што вели тој: за да ги разберам испитите и за да ги разберам тоа на начин на кој ќе можам да го имам ова длабоко чувство на радост внатре и покрај тоа што се случува, морам да имам мудрост. Ми треба мудрост за да знам како да гледам на ова. Значи, да ја дефинираме мудроста. Мудроста е едноставно ова. Библијата вели дека целата мудрост започнува со почитување на Бога. Мудроста е гледање на работите, слушајте, гледање на работите од Божја гледна точка и потоа одговарање според библиските принципи. Не ми е доволно да гледам како што гледа Бог, туку треба да одговорам на начин што одговара на тоа кој сум јас како следбеник на Исус и тоа да се вклопи во Светото Писмо. Значи, да гледаме како што тој го гледа и да ги следиме библиските принципи што тој ни ги дава. И кога ќе го направиме тоа, например, мислам дека е прилично очигледно дека ќе можеме да ги оцениме околностите на луѓето и да донесеме правилна одлука. И ќе можеме да донесуваме одлуки врз основа на минатите искуства во нашиот живот, сегашната ситуација и идните планови што ги имаме. Но, гледајќи назад во минатото, како Бог работел во нашиот живот, во минатото и различни ситуации, и тогаш исто така треба да го поставиме прашањето: ако сум мудар, што би сакал Бог јас да направам во оваа конкретна ситуација? Мудроста е гледање на работите од Божја гледна точка и соодветно реагирање. Значи, кога станува збор за овие испитувања, еве што вели тој. Ако повторно забележите и начинот на кој го кажува тоа, тој вели: кога ќе наидете на овие работи, вие знаете нешто. Тој вели: знаејќи дека испитувањата на вашата вера произведува истрајност. И нека издржливоста има своја совршена, целосна работа, без никаков недостаток. Односно, Бог има нешто во нашиот живот кога има искушенија. Мноштво луѓе низ оваа наша нација кои минуваат низ секакви тешкоти и страдања, искушенија и загуби, страдања и болки и некогаш чувствуваат вина, што е лажна вина, но понекогаш чувствуваат вина што е навистина легитимно. Сега, мудроста ни овозможува да се соочиме со испитите самоуверено и триумфално. И затоа вели: мудрост така што, за да Бог ни даде мудрост, не оспособува да се соочиме со овие работи, да се соочиме со нив и да излеземе. Слушајте, да бидеме благословени, а не уништени, да ни се помогне, не да се попречи, изразувајќи ја неговата љубов, а не неговата немилост. Значи, без разлика низ кое искушение поминувате, не прави разлика што е тоа. Тоа одговара на ова, затоа што вели разни испити. Значи, сакам да размислам само неколку моменти за тоа која е Божјата цел да ги дозволи овие работи во нашиот живот. Па првото е ова, а тоа е да се направи што? Да ја тестира нашата вера. Сега, внимавајте, тој користи збор овде на грчки, тоа за вас би било некако бесмислено, но зборот е докимион, што значи одобрување.
И ако свртите во 1 Петар, на пример, 1, стих 7, слушајте што вели тој. Тој вели стих 6. Затоа радувајте се, иако сега за малку, ако треба да тагувате поради разни искушенија, потресени од нив, слушајте што вели. Та вашата вера испитана, док им и он доказ одобрување, да излезе поскапоцена од злато, кое е пропадливо, иако е тестирано со оган, да резултира со пофалба, слава и чест кога ќе се појави Исус Христос. Сега, што вели тој? Едноставно ова. Тој вели, јас и ти можеме да се радуваме иако поминуваме низ овој конкретен испит. Сега, како да се радуваме? Тој вели, знаејте го ова, дека доказот, тоа е овој испит да докаже дека вашата вера е вистинска. Така што, внимавајте, твојата вера под искушение се докажува како вистинска, вели тој, на вистина ти е повредна. Од што? Од било кој вид злато или благороден метал. Тој вели дека со ништо не може да се споредува. Затоа јас ви поставувам прашање. Дали би рекле дека вреди да се помине низ искушение за Бог да изгради голема вера во вашиот живот? Можам да ви кажам дека тоа е единствениот начин. Ги кажува овие различни искушенија, вели овде, докажувајќи ја вашата вера. И така, тој не ја тестира вашата вера за да каже што не е во ред со неа. Докажувањето на вашата вера е, слушајте, да ја направи посилна и посилна, затоа што неиспробаната вера е несигурна. Човек кој никогаш не бил тестиран, никогаш не бил испробан, не знае дали има некаква вера или не. Испитите и искушенијата во животот се тие што ја градат нашата вера и ја прават онаква каква што сака Бог да биде. И така, една од неговите причини да дозволи искушенија во вашиот живот е да изгради вера. Но постои втора цел, и тоа е ова. Тоа ја тестира и нашата посветеност на Христос. Да речеме, например, имате искушение во вашиот живот и Бог го испратил ова испитување во вашиот живот за да направите што? Да ве тестира и да ти овозможи да разбереш каде се наоѓаш на скалата на послушност кон Него. И каде е тоа? Ако тој бара нешто од вас во некое искушение, дали сте спремни да кажете, не ми се допаѓа. Боже, јас ова не би го избрал, но ќе те послушам без разлика на се. И слушајте, единствениот начин на кој ти и јас знаеме колку ќе бидеме послушни е кога ќе биде испробана нашата послушност, кога сме искушени и испробани, како што би рекле. И ние ги гледаме овие работи и имаме можности да ја направиме погрешната или вистинската работа. Како знаеш колку си послушен? На која скала на послушност стоите? Само кога ќе бидете тестирани, само кога ќе ви испробаат, само кога ќе ви бидат понудени алтернативи за послушност. И така, можете да изберете да му се покорувате на Бог или да не му се покорувате. Па, како растеме? Ние растеме со тоа што ќе бидеме тестирани во нашата вера. Ние растеме во нашата посветеност на Христа со донесување мудри одлуки кога сме под оган. Потоа, една од причините зошто тој испраќа искушенија во нашиот живот, внимавајте, затоа што тоа му дава можност да ја покаже неговата љубов кон нас, да ја покаже неговата моќ во нашиот живот и да ја покаже неговата грижа за нас, неговата интензивна грижа и љубов кон нас. Ако се ни одеше и немаше искушение и тешкотии, ние би го земале тоа здраво за готово, кога најмногу се молите, кога работите стануваат најлоши. His intense care and love for us. If everything just sort of came our way and there was no trial, no difficulty, no hardship, we take him for granted. When do you pray the most? Things get the worst. And so one of the reasons. И така, една од причините зошто мораме да бидеме мудри е да го препознаеме фактот дека некогаш што прави тој. Тој создава ситуации во нашиот живот во која може да покаже. Јас можам да ти дадам работа кога 25 луѓе ќе побараат зошто јас ти ја дадов. Можам да ја снабдам твојата потреба кога ти немаш идеја како тоа би можело да се случи. Можам да те излечам кога ќе ги имаш сите тие лоши извештаи. Со други зборови, Бог е подготвен за нешто добро во нашиот живот, без разлика каков и да е испитот. Кога Бог испраќа искушение или дозволува, тој има на ум вечна цел. Така, кога размислувам за сето тоа, размислувам за фактот дека секогаш една од неговите цели е да произведе дух сличен на Христос во нашиот живот. Тоа е секогаш за тоа. Внимавајте, секое искушение во вашиот и мојот живот има божествен рецепт. Тој точно знае каде сме ние, каде сака да бидеме и како да не одведе таму. И така, тој работи во нашиот живот.
Така, јас можам да ви го кажам ова. Ако имав 25 или 30 години, ти можеш да игнорираш многу од ова. Но јас бев доволно пати, доволно долго во тоа, за да ви кажам дека ова функционира, без разлика на се. Работи се додека ние мудро реагираме, а ние не сакаме да обвинуваме некој друг. И што и да се случува, сакаме да кажеме: Боже, што правиш во мојот живот? Значи, тој работи на тоа да не направи слични на Христос. making us Christ-like. Now, the issue here is, look, Сега, проблемот овде е, погледнете, нам ни треба мудрост за да го разликуваме правилниот одговор. Ки ви дадам 10 работи, затоа би ве охрабрил да ги запишете. Ако не можете, земете некој до вас кој може, затоа што ќе ви треба. Број 1. Сега внимавајте што рече. Тој рече: сметајте го за радост кога ќе се најдете себе си во овие различни видови испитувања. Сега, еве го прашањето на кое ќе одговорам. Кога јас можам да се радувам? Во што треба да верувам за да се радувам на тие тешкотии? Број 1. Морам да верувам дека Бог го контролира времето и интензитетот на моето искушение. Ако јас сакам да можам триумфално да поминам низ нив, морам да верувам дека тој го контролира времето и интензитетот на моето искушение, дека ништо не се случува без негово знаење. time and the intensity of my trial. That nothing's going on without his knowledge. Number 2. That he Број 2. has a Дека тој има специфична цел за нашите искушенија. Тој има. Без разлика дали ќе го испрати тоа или ќе го дозволи. Тој има намера на ум и јасно цел за она што го прави. Значи, јас морам да верувам во тоа. Морам да верувам дека тој има контрола. Морам да верувам дека тој има цел. И трето, морам да верувам дека овој испит е дизајниран да одговори на одредена потреба во мојот живот. Например, кога се молиш, не се молиш, Господ само да ме благослови. Се молите за нешто конкретно. Бог не испраќа и не дозволува искушенија во нашиот живот случајно. Тој те познава, тој ја знае својата цел, тој ги знае своите планови, тој знае што сака да постигнете во животот. И така, тој го дизајнира тоа за да ви одговара. Сега, ако на пример вие дами имате шиено фустен, не влегувате и велите: "О, само направете го голем како што сакате." Вие не би го рекле тоа, нити пак човек би рекол само: "Знаеш, носам 41, но дај ми 62." Вие не би го направиле тоа. Сакате да бидете дизајнирано да ви одговара на вас. Бог го дизајнира искушението, гледајте, за да одговара на неговата цел во вашиот живот. Затоа не ми користи ништо да се жалам, да стенкам и да мрморам поради тоа. Број 4. Испитот ќе се докаже како добар ако јас одговорам со вера. Ќе се покаже како добро за мене ако одговорам со вера. Ако не одговорам со вера и приговарам, тогаш што се случува? Едноставно, завршувам трошејќи ја мојата тага, мојата болка и повреда и не добивам ништо од тоа. Потоа се разбира, испитот може да ја зајакне мојата вера, морам да верувам во тоа. Ако мислам дека искушението нема да ми помогне, да ме зајакне, да развие во мене сличност со Христос, да ме израсне, да ми овозможи да бидам Божји слуга, тогаш знаете што, нема да одговорам правилно и нема да бидам благословен. Но јас морам, со други зборови, ако сакам да одговорам мудро, јас морам да верувам во овие работи. Потоа се разбира, морам да верувам дека испитот е можност да се покаже истрајност под притисок. Затоа што едно од нашите најголеми сведоштва е кога некој ќе ве види како поминувате низ некое многу тешко искушение во животот и некако и покрај тоа, додека другите луѓе плачат и стенкаат, вие имате стабилна вера, зачекоруваш напред, вие не застанувате, вие сте многу самоуверени, вие сте многу сигурни, можеби плачете однатре, но има истреност однадвор што е многу, многу очигледно. Ако јас навистина верувам дека Бог ќе ги искористи овие работи во мојот живот за нешто добро, јас ќе можам да истраам, ќе можам самоуверено да поминам низ тоа. Потоа се разбира, јас морам да верувам дека ова искушение ќе развие во мене сличност со Христос, зашто кажавме пред неколку моменти. Тоа е неговата цел. Ако јас верувам во тоа, внимавајте, минувате низ нешто што е многу, многу болно. Дали верувате дека Исус Христос го користи тоа за да ве направи слични на Христос? Да ве расне, да ја изгради твојата вера, те трансформира, те опремува за нешто во иднина. Ако не верувате во тоа, нема да одговорите правилно. Но ако верувате во овие работи, без разлика ни што поминувате, ќе го поминете тоа триумфално. I think you have to
Потоа, мислам дека треба да верувате дека ова ќе ви помогне да измерите каде сте во вашето духовно чекорење со Бога. Испитувањата ни помагаат да ги мериме работите. Последен пат кога имав испит, што направив? Стенкаше, мрамореше и се жалеше. Овој пат некако имам чувство на тишина, смиреност, мир и сигурност во мојот живот. Зошто? Затоа што Бог те расте, Бог те созрева, Бог работи во вашиот живот. Со други зборови, што прави Тој? Тој ве прави личноста што Тој ја дизајнирал да бидете. Бог работи во вашиот живот. Гледајте го ова. Тоа не значи дека повеќе не сте чувствителни. Тоа не значи дека не сте чувствителни на други луѓе. Но тоа значи дека нештата што продолжуваат и кои порано те вознемирувале, сега веќе не, затоа што Бог веќе ти докажал дека Тој ќе те изведе низ ова без разлика на се. Потоа, секако вие ќе се радувате само ако верувате дека Бог чекори со вас низ ова до крај и ќе постигнете нешто добро на крајот. Дали веруваш дека тоа е со тебе? Затоа реков претходно. Кога некој ќе каже, јас сум само очеен и тие само плачат и очејуваат, не знаат што да прават. Па каде е Исус? Не велам дека треба да бидете нечувствителни на болка и повреда. Едноставно го велам ова. Кој е мудар одговор? Мудриот одговор е: Боже, ова не ми се допаѓа. Велиш, па можеш ли да му кажеш на Бог дека нешто не ти се допаѓа? Може и вие да му кажете. Тој онака веќе знае. Тој знае што не ви се допаѓа. Тој знае како те боли. Тој ја знае секоја болка што ја имате. Тој знае што би промениле и знае дека не ви се допаѓа во моментот. Тоа не му пречи. Знаете што прави Тој? Тој само го задржува притисокот додека не ја скрши таа тврдоглава волја, додека не слезете овде и не речете: Добро Боже. Понекогаш е навистина смешно кога размислуваме за тоа колку е Тој трпелив, дека без разлика што мислиме и како се чувствуваме, Тој знае што прави. И знаете ли зошто мислам дека понекогаш Бог може да се насмее? Затоа што еве, вие сте овде, се жалите, мраморите и стенкате, а Бог ја гледа оваа прекрасна работа што ќе ја направи во вашиот живот. И Тој само вели: Тој те носи со себе и знае дека кога ќе стигнеш овде, ти ќе кажеш: Ти благодарам, ти не ги послуша моите молитви. Ти благодарам, драг Боже, што не го направи она што јас сакав да го направиш, затоа што еве ја причината. Тој те сака премногу за да се предаде заради твоите поплаки, кога тој има нешто прекрасно во твојот живот. И тогаш се разбира, треба да верувате дека со неговата благодат и моќ ќе го надминете тоа. Ако верувате во тие 10 работи, вие имате мудрост да се соочите со се во животот што Бог може да го дозволи во вашиот живот. Сега прашањето е: како реагирате? Испитувањата се таму и тие ќе дојдат и ќе се зголемуваат. И ако можете само да се сетите кога станува се потешко и потешко, то има нешто подобро и подобро, а не полошо и полошо. Прашањето е: како јас одговорам на искушенијата и душевните болки, товарите и работите што Бог ги дозволува во мојот живот, така што кога Тој ќе ве доведе до таа точка, вие ќе бидете опремени, подготвени и вашето влијание, вештината и сведоштвото од вашиот живот ќе имаат тежина во животот на некој на кој очајно му треба она што вие го знаете. Сега може да речете: јас не сум ниту верник, не ми ја кажувај оваа радост, јас не сум верник, јас го разбирам тоа. Да ве прашам ова: кога ќе поминете низ тие искушенија, што имате? Велиш: ги имам мајка ми, татко ми, моите пријатели. Што можат тие да направат за вас? Па тие можат вака и така, но кога станува збор за критичните работи, има некои работи што никој не може да ви помогне да ги направите. Тие не можат да те одржат во живот ниту една секунда повеќе, но Бог може. Има ситуации и околности кои не можат да ве заштитат затоа што тие не се таму. Има 1000 работи што би можел да ги спомнам. Најважната работа во вашиот живот е вашата лична врска со Исус Христос. И тоа започнува кога ќе побарате од Него да ви ги прости гревовите. Ќе верувате во Неговата смрт во Голгота, дека ги плати вашите гревови и ќе побарате од Него да влезе во вашиот живот. И ако го предадете својот живот на Него, тогаш го имаш Него со тебе, во тебе. И додека одите мудро со Него, Тој ќе се грижи за сите работи за кои зборуваме. Значи, кој е вашиот избор? Еве го вашиот избор, да одите сами. Велиш: не сум сам, ги имам сите овие луѓе. Не, тоа го имате само привремено. Или имаш живот во Христа, или го немаш. Најмудрото нешто што можеш да го направиш во овој момент е да го покониш Христос во твојот живот
wisest thing you could do at this moment is to ask Christ into your life and to tell him that you И да му кажеш дека ти знаеше дека ќе промашиш. Вие навистина не сте опремени да живеете побожен живот. Не сте ниту опремени да живеете среќен живот, мирен живот. И гледате, има толку многу луѓе околу нас кои го имаат ова, она и нешто друго. Тие имаат секакво признание, популарност и се останато. Кога ќе си одат дома навечер, ќе легнат и ќе ги изгаснат светлата. Знаете што? Тие се мизерни. Ако не се мизерни, тие се загрижени. Дозволете ми да ви поставам прашање. Прашајте се себе си како верник. Што имаш? Што навистина имаш? Што навистина поседуваш? Во кое навистина можеш да веруваш? Во кое навистина можеш да имаш доверба? Што не можеш да го изгубиш во еден момент? Ниту една работа. Ако го имаш Исус, ти имаш се. И тоа е мојата молитва за тебе. Татко, се молам Светиот Дух да го разбуди срцето на луѓето кои слушаат, кои гледаат, кои били измамени да веруваат дека се е добро, кога единствената надеж на небото е Исус, кога единствениот вистински, конечен, вечен непријател е Исус, единствениот кој може да се грижи за секоја област од животот е Исус, да им мудрост, едноставна мудрост да кажат да, дури и додека слушаат, и ние ти благодариме за тоа, во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете на нашата веб страна www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата во Контакт и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.